Мене ми е навистина драго денеска што имав можност да се сретнам со студентите на овој универзитет, затоа што тие беа дел од групата студенти заедно со останатите универзитети кои што пред помалку од една година дојдоа во Министерството за образование и наука со листа на барања. Меѓу тие барања беше удвојување на студентските стипендии, воведување на субвенционираниот оброк и трето е враќање на стипендиите за втор и трет циклус студии. Мислам дека сите три барања им ги остваривме со почетокот на оваа студентска година, со тоа што стипендиите за посебно социјалните се зголемија двојно. Ако порано стипендиите беа од 3 до 4.000 денари, има различни нивоа и видови на стипендии, сега сите се изедначени и се на ниво на 6.050 денари. Дополнително субвенционираниот оброк тече повикот за аплицирање. Првата исплата треба да биде некаде до 5 октомври за студентите кои што ќе аплицираат до 31 август, секако има и следни рокови за да може да се оствари ова право и сите тие треба да добијат 2.400 денари. За студентите кои што се на природните науки, тие треба да добиваат и можност да аплицираат за стипендија од 18.000 денари заради тоа што навистина се појавува дефицит кај овие струки и сметаме како држава дека треба да продолжиме да инвестираме во овие науки. Дополнително за втор и трет циклус, за втор циклус сумата која што ќе добиваат стипендираните студенти е 9.000 денари, а додека за трет циклус 18.000 денари месечно и на тој начин сметаме дека се покриваат трошоците кои што тие ги имаат за да може да продолжат да се занимаваат со наука и секако понатаму универзитетите да може да создаваат кадар кој што би останал и би ја развивал науката на самите универзитети и факултети. Вложувањето во студентскиот стандард е обврска на државата и секако по барање на студентите успеавме да го направиме целото ова кое што сега го кажував. Но продолжуваме да во континуитет соработуваме со нив затоа што студентите и учениците се сегашноста и иднината на оваа држава. Само држава која што вложува во образование и која што ги слуша барањата на студентите и учениците може да се движи напред затоа што не може да очекуваме економски раст и развој ако денеска не инвестираме во кадрот кој што го создаваме за понатаму да ја води државата. Ви благодарам уште еднаш и благодарам уште еднаш на ректорот за соработката и за можноста денеска да се сретнам со студентите.